Обвинителството отвори случај по информациите објавени во медиумите во врска со наводите од документите објавени во случајот Џефри Епштајн, кои покажуваат дека примероци од мозок од починати лица од нашата земја биле транспортирани за научно-истражувачки цели во Соединетите Американски држави. Целта на оваа истрага е да се испитат индикациите за можно постоење на елементи на кривично дело. Предметите се доставени до главното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција, кој треба да преземе мерки за собирање официјални информации од надлежните органи, институции и здравствени установи, со цел да се утврди евентуално нелегално ракување со човечки ткива и биоматеријали, пропусти или злоупотреба при добивање дозвола и согласност. Министерот за здравство Азир Алиу не верува дека имало злоупотреба во овој истражувачки проект, а тоа го темели на фактот дека проектот е спроведен по меморандум со земја како САД, со престижен универзитет, на чие чело било и добро познато име во академскиот свет. Како и да е, мислам дека не треба да брзаме со информации од типот можни злоупотреби, бидејќи лично ако ме прашувате како човек, не како министер и како министерство, седам дека многу малце има можност за злоупотреби во овој случај, бидејќи се работи за истражувачки проект помеѓу две земји, а втората земја е Соединетите Американски држави, кој што има многу јасно дефинирани протоколи кога се работи за биолошки материјал. Министерството за здравство не е надлежно за научни истражувања, туку само за издавање дозволи за увоз или извоз на биолошки материјал. Што се однесува до неговите надлежности, Алиу рече дека побарал од секторите во неговиот оддел да ги анализираат податоците за случајот. Документите за овој проект според министерот може да се чуваат на универзитетот, институтот, за што е надлежно Министерството за образование и наука. Сепак дури тука постои ризик документите да не бидат пронајдени, бидејќи според стариот закон пред 2018 година ваквите документи се чуваат 15 години, додека од 2018 година со европските директиви ваквите документи за проекти поврзани со биолошки материјал мора да се чуваат 25 години. Овој проект со САД започна во 1996 година и со новиот закон и со стариот истече законскиот рок за нивно зачувување.